15 цариници, митаџи, полицаец и уште 13 макрои дилери се дел од криминалните групи што само оваа недела паднаа во рацете на МВР. Но ова е само почеток на засилената борба против организираниот криминал во земјава. Вака дел од познавачите ги оценуваат последните големи акции, а во блиски днина очекуваат разбивање и на други групи. Според поранешниот началник Љубомир Ѓурчевски, организираниот криминал ќе се стави под контрола. Очекувам дека оваа борба ќе биде зголемена и ќе биде во наредниот период, значи ќе имаме уште вакви акции, барем тоа се моите очекувања, моите предвидувања, ги извлекувам врз основа на оние контакти што ги имам со колеги кои што се активни, кои што работат во Министерството за внатрешни работи и мислам дека во скоро време ќе имаме една ситуација каде што значи ќе зборуваме дека навистина на организираниот криминал се стават под контрола. Цариници кои со години земале мито се дел од институциите на системот во кој царувал криминал без никој да преземе нешто, коментира поранешниот началник. Исто така апсењата на макројата од Западна Македонија кои подведувале девојки и организирале дилање дрога, ќе ги запре уличните пресметки на ситните дилери кои што се пукаат по улици, прогнозира Ѓурчевски. Остава дојам дека навистина ќе имаме една организирана и сериозна законска борба против организираните криминални групи, се со цел значи безбедноста на граѓаните да се дигнат на многу повисоко ниво, да ги немаме оние престрелки на јавни места, во трговски центри. Според детали од истрагата за нелегалната проституција во Западна Македонија, главниот осомничен го организирал криминалот со помош на неговиот брат, кој управувал со 2 стриптиз клуба во Тетово. Трет осомничен раководел со стриптиз клуб во Охрид, каде што странски државјанки биле наведувани на проституција. Четвртиот осомничен бил задолжен за организирање на патувањата на девојките во Македонија и нивниот престој. 5 лица од криминалната мрежа ги снабдувале со дрога и клиентите и девојките кои работеле во клубовите. На дел од криминалната група припаѓаат и затворски службеник од Тетово и виш инспектор од локалната полиција. Цариниците пак од акцијата под кодно име Премин примале подкуп од 20 до 150 евра, а ниту ја пресметувале и наплатувале царината. Меѓу нив има и полицаец, а според доказите на МВР, митото си го делеле меѓусебно. Минатиот месец во рацете на полицијата падна и струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов. Во неговите фирми влегоа УЈАП, Министерство за финансии, обвинителството и полициски инспектори. На Крмзов судот му го одзема пасошот, а обвинителството допрва треба да срочи обвинение за затајување на данок и перење на пари.